Здраво, ова е 109-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е 1917 на Сем Мендес, во кој станува збор за двајца млади британски војници, Блейк, глумен од Дин Чарлс Чепман, и Скофилд, глумен од Џорџ Мекеј, кои имаат наредба да пренесат итна порака до изолиран воен одред со цел да ги предупредат да не се пуштат во престојната замка поставена од германските војници во Првата светска војна. За да ја комплетираат зададената задача, војниците мораат да поминат низ непознатата непријателска територија, од која наводно се имаат повлечено германците. За војниците нема враќање назад, што му одлучат да смогнат сили за ова патишествие низ рови, бункери, напуштени куќи, вирови, реки и останати бојни полиња. Во споделувањето на премисата е исцрпено севкупното дејствие во филмот, кој представува уникатен продукт затоа што цели кон задоволување на технолошките предизвици на комплетирање на филм во еден кадар, одлика на чистиот филм, Pure Cinema, која што секој режисер ја поседува во себе, а Сем Мендес ја исполнува во оваа творба. Техничката изvedба на овој предизвик и тоа како бара посветеност од севкупната екипа да го реализира снимањето на кореографираната борба со непријателот. Од Хичкоковиот Роуп до Бърдмен на Инариту и Утоја 22 јули на Ерик Попе и Викторија на Себастијан Шипер, режисерите се обидувале да му го доловат круцијалното значење на елементот на времето во зададеното дело во еден кадар, меѓутоа тука тоа има значаен удел во извршувањето на речиси невозможното задолжение, за чија што реализација се налетува на постојани непредвидени пречки, кои го задржуваа вниманието на секој гледач. Проблемите доаѓаат кога подетално ќе се согледа премисата и заклучиме дека филмот исклучиво се потпира на неговите техникалии, отколку на легитимно воспоставување на некаква длабинска релација помеѓу ликовите, со разноврсен пристап и поголем опсек на морална конфронтација, освен во воспоставеното пријателство помеѓу протагонистите, зачинети со епизодните улоги на Колин Фирт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербеч. Премисата е слична на Галиполи од 1981 година на Питер Вир, само што таму двајца австралијански спринтери се пратени во Првата светска војна да спречат непотребен атак кој може да биде погубен. Момци фрлени на немилост на војната, која од нив ќе создаде војници. Со самиот избор на форматот на снимање се елиминира употребата на корпус на филмски чинители кои би овозможиле рефлексија на минатото или дополнителна елаборација, која со помош на символиката на фотографијата и актерската глума се компензира. Што се однесува до военото лудило, тука неизбежен сегмент е маниризмот на истрелите, експлозиите, бодежите, воздушните борби на авионите, како и постојаното навирање на мртви тела во кадрите, дали на бојно поле или пак во реките, доловувајќи ги грозотиите на војната. Дизајнерот Николас Гаснер не дозволува ниту еден од ископаните и градените сетови да биде повторен, задржувајќи ја постојаната борба со времето, преминувајќи од ров во ентериери на куќи и штали до пливање во река. Кинематограферската легенда Роџер Дикинс има богата филмска кариера зад себе, која говори за неговите квалитети, меѓутоа тука има прифатено еден огромен предизвик за да може и сами од себе си да се мотивира да се соочи со нефилмливи ситуации. Со постојана вежба и подготовка во предпродукцијата и мапирање на секое движење врз кое се поставени камерите, тој успева да постигне невидено флуидно течение на долгите кадри, постојано преместувајќи ја камерата од еден кран на друг, од стедикем на мотор па на дрон, меѓутоа зачувувајќи ја во стабилизирана поставеност со помош на најразличните помагала, избегнувајќи ги замките на снимањето на рака и синема верите пристапот, но секогаш наоѓајќи простор низ кој може да се протне камерата и да се задржи континуитетот на незапирливиот истек на времето. На техничко ниво е воодушевувачки подвигот и со неговата непосредност на гледачот му ја дава можноста да го следи походот на главните ликови во
нивна непосредна близина, доближувајќи се повеќе до дистанцираната естетика на видеоигрите отколку на филмот. Овој отклон само го зголемува јазот помеѓу симплифицираната премиса и подпирањето на технолошкото вооружување, достапно за $100 милиони од буџетот на филмот, создавајќи незаборавни сцени, како што се пламнатите објекти, падот во реката, песната пред војниците, конвојот и фамозното трчање во епилогот на делото насреде бојното поле. Максимално се употребени визуелните ефекти за постигнување на потребниот печворк за комплетирање на напаста од воздушните и водените пространства во кадрите уловени на мини Arri Alexa, која и тоа како може да биде лесна и флексибилна за да се улови незапирливото дејствие во огромен формат. Проблемите за мене никнуваат од неубедителното преудицирање на причинско-последичната врска. Имено за секоја последица сценаристите имаат калкулирана причина која јасно е потенцирана за да се добие легитимно алиби за воспоставување на каузалниот след и истурка приказната по секоја цена. Можам да ја премижам сцената со млекото, меѓутоа не можам да поверувам дека иако дури од небо се препознаени авионите на непријателот, британски војници би демонстрирале толкава доза на хуманизам и пожртвуваност во војната да го спасат непријателот, кој нивните соборци се мачеле да го убијат, што беше само уште еден од низата изговори насилно да се придвижи дејствието. Во војната има само жртви, нема пожртвуваност за вооружениот непријател во оваа херојска одисеја, преточена во самоубиствена мисија. Томас Њуман важи како еден од композиторите кој умее да постигне уникатен амалгам на оркестрацијата и електронската музика во неговите композиции, а тука неговите препознатливи наштимани маримба и тубуларни звона доаѓаат до израз при секое влегување во непознатиот терен на војниците, дали при екстериер или ентериер во кој демне напаста, а осаменото пијано кое го свири Томас доаѓа до израз во сцените со емотивен набој, во кој камерата ја уловува безнадежноста исцртана на лицето на протагонистот, индивидуата која се жртвува за општото добро. Миленикот на британската гледачка публика, режисерот Сем Мендес, срамежливо ја започнува својата кариера во почетокот на 90-тите со Кабаре, меѓутоа светот го освои со маестралниот American Beauty, во кој ги потенцираше аномалиите на американското предградие. Иако зад себе ги има одличните Road to Perdition и Revolutionary Road, тематски најблизок на 1917 е воениот филм Jarhead со Джек Джиленхол и Джейми Фокс 2005 година, анализирајќи ги однесувањата на маринците во војната на заливот, но само тематски се доближува за тоа што станува збор за два сосема различни проекти во реализацијата. Мендес се навраќа на воената тема по снимањето на двата филмови за Джеймс Бонд, правејќи радикален исчекор во кариерата со ова дело на техничко рамниште. Морам да напоменам дека сцените во рововите ми беа далечна алузија на Кюбриковиот Path of Glory, иако според мене му недостасуваат одредени квалитети на 1917 кои ги поседуваат Dunkirk, Platoon, Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Kamenci и Saving Private Ryan. Филмот Universal го објавија на крајот на годината за да може да биде конкурентен за Оскар, успевајќи да добие 10 номинации во категориите за режија, кинематографија, мејкап и коса, компонирана музика, продукцијски дизајн, визуелни ефекти, оригинална сценарио, монтажа и микс на звук и најдобар филм. Па колку и да е лобирањето за воениот филм значително, може да се случи да остане пократок за добивање на некоја од техничките и главните награди. Иако е технолошки маестрално снимено дело, плански зацртано и изведено, недостасува продлабоченост помеѓу карактерите и впрегнување на пообемна и посодржајна приказна, со која ќе се позанимава гледачот додека сочувствува со неразделната камера од протагонистите, стравувајќи за нивниот живот со секој нов чекор во ужасите на војната. Ако морам да го евалуирам, тогаш 1917 од мене има 4 од 5. Доколку и се допадна 109-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!